Хуманоста нема и не препознава граници. Таа ги осликува и луѓето кои сакаат да помагат, да им помогнат на оние на кои навистина им е потребна помош, без разлика на тоа дали се покрај нас или некаде на друго место, се разбира при тоа не осврнувајќи се на верата, нацијата, бојата на кожата и друго, бидејќи за вистинските хумани луѓе и организации сите се исти. Почитувани, по тој повод денеска сме гости на хуманитарното здружение Хајат од Кичево, здружение кој што речиси неколку години обстојува подкрепено од единствената идеја и цел да им се помогне на сите они на кои им е потребна било каква помош, како во градот Кичево, така и надвор од него, па дури и нашава држава. Нешто повеќе за постоењето и функционирањето на ова здружение, накратко ќе ве запознаеме преку нашата домаќинка, господја Амина Канзо, председател на женскиот огранок на здружението Хајат. Господјо Канзо, најпрво би сакале да ви се заблагодариме што еве одлучивте преку нашиот медиум накратко да ја запознаете јавноста за вашето постоење и активности. Ви благодариме што најдовте време да преку вашиот медиум ги прикажете нашите активности. Принципите на хуманоста и солидарноста како верности се длабоко втемелни во човековото постоење и како такви представуваат водилка на нашето делување на заедницата. Ние, како турска заедница, одлучивме да формираме оваа организација. Здружението е формирано со цел да им се помогне на оние кои имаат потреба од помош. Нашата цел е да им се помогне на социјално загрозените семејства, деца без родители, лица со посебни потреби и здравствени услови. Нашиот главен мотив како здружение представува на многу семејства и граѓани за помош при секојдневното функционирање и подобрување на нивниот социјален статус. Нашите пријатели и волонтери не поттикна и поддржаа за создавање на оваа организација за хуманитарни цели Хајат. Донесовте одлука за формирање. Ќе може ли накратко да ни кажете нешто поврзано околу датата на вашата регистрација како здружение, начинот на функционирање на органи на ова здружение, бројот на членови, план програмата и финансирање на истото? Оваа организација е формирана 2013 година. Органи на оваа организација се Собрание, извршен и надзорен одбор. Собранието, како највисок орган на одлучување во здружението, се председателот и подпредседателот, секретарот на овој здружение, извршниот и надзорниот одбор. Здружението веќе во 2018 година брои на 230 членови и волонтери и секој од нив придонесува во рамките на своите можности за успешно функционирање на здружението Хајат. Здружението за реализација на своите активности креира прецизна финансиска рамка според која собира средства од донации и месечни членарини од членовите во здружението. Финансирањето на здружението се врши со 3% од месечниот профит од компанијата Елфред. Имајќи во предвид моменталната економска состојба со која се соочуваат голем број граѓани на градот Кичево, па и во цела Македонија, многу повеќе од јасно е дека таквата состојба бара и повеќе активност во помагањето на луѓето на кои им е потребна помош. Кои беа и како изгледаа вашите први и досегашни активности? И кои се вашите наредни планирани активности? Нашите активности датираат уште од 2007 година. Во рамки на редовните активности кои ги организираме, константно спаја грижа и помош на повеќе социјално загрозените семејства. Здружението за хуманитарни цели Хајат овозможува помош со прехранбени производи, помош при подмирување на месечните сметки, помош при обезбедување на медицински услуги и други начини за како секојдневието на граѓаните да им стане полесно. За крај, ми спомнавте дека за оваа година имате планирана реализација на еден голем проект. Ќе може ли да ни кажете за што станува збор? Идејата за културниот центар потекнува нашето верување дека за духовниот и општествениот напредок на граѓаните е потребно место каде што се можат да ги развиват своите потенцијали, квалитети и способности. Место кое ќе биде центар за многу настани. Културни случувања е едноставно простор кој ќе може слободно да се користи од страна на сите граѓани. Здружението за хуманитарни цели Хајат има визија за мултиетничко општество и хармонија помеѓу различните етнички заедници.
кој ќе создаде добри општествени односи и еден развој на заедницата која ќе биде во насока на градење доверба, пријателство, сработка и заедничко функционирање. За таа цел, Сдруженијето има обезбедено површина од 1050 метри квадратни, градежно земјиште на кое ќе има предвидено изградба од 2 објекти кои ќе бидат во функција на културен центар кој ќе го носи името Реджеп Тајип Ердоан. Сметаме дека неговиот придонес е особено значаен не само за Турција, туку и за Балканот и пошироко. Како еден од најголемите пријатели на Република Македонија, Реджеп Тајип Ердоан представува човек кој со својот придонес во минатото и сегашноста направил многу и за еднината. Тоа е мотив за нас и не представува особена чест овој културен центар да го има неговото име. Културниот центар ќе се состои од библиотека која ќе биде голема ризница на разновидна литература. Покрај библиотеката ќе има и читална во која граѓаните ќе можат да седнат и прочитаат нешто по својот избор. Културниот центар ќе има двор уреден по економски стандарди и ќе има мини парк во кој посетителите ќе можат да уживаат во природата. Културниот центар ќе поседува и сместувачки капацитети за посетителите кои ќе доаѓаат надвор од градот. Тоа што е особено значајно за центарот ќе биде опремен за семинарни конференции. Центарот ќе поседува конференцијска сала, технички опремена која ќе собира повеќе од 300 гаѓани кои ќе можат да присуствуваат на одредена обука или настан кој ќе биде реализиран во овие простории и ќе биде широко отворена за користење на граѓаните. Културниот центар ќе има улогата на јавно добро. Нашата визија е овој центар да прерасне во вистински едукативен објект во функција на граѓаните. Неговото значење ќе се гради во годините што следат преку организацијата за настани, курсеви, предавања, семинари, конференции и преку сето она што тој ќе го овозможи и ќе биде достапно за самите граѓани. Неговото значење не само за општина Кичево, туку и за регионот ќе биде од исклучителна важност со оглед на тоа дека интенција е овој центар да прерасне во еден вистински културен центар кој ќе биде точка на поврзување на многу граѓани, култури, нации, едноставно центар преку кој ќе се градат мостови и надминуваат разликите, центар за разменување на искуства, напредување во кариерата, градење на пријателство и соработка, центар кој ќе биде епицентар на многу случувања и предоноси кои водат кон развој на заедницата. Како што видовме, за ова година имате проект кој што навистина е еден од ретките предизвици за едно вакво здружение. Оно што посебно не интересира, имаме ли потребните документи со кои што може да се потврди градбата дека се е во ред, значи има техничка документација, дозвола за градба и така натаму? Да, ги имаме и исто така за овој проект е лично информиран председателот на Република Турција, Реджеп Тајип Ердоан. Од негова страна имаме дозвола да го носи неговото име. Исто така се информирани и турската амбасада, ТИКА и сите позначени организации. За крај би сакал уште оно што е посебно интересно, еве бидејќи се дружение кое што функционира во општина Кичево, кое што ги помага и граѓаниве и надвор од Кичево. Имаме ли соработка со општина Кичево, општинските органи, некои слични организации кои се тука околу? Имаме соработка со општина Кичево, секогаш кога се во можност, не излагаат во пресред. Сме имале неколку заеднички проекти.
Господине Сулейманевски, јас тука би сакал да завршам нашиот краток разговор. Иншалла, ќе се видиме на почетокот на отварањето на овој културен центар. Иншалла. Ќе ви посакам успех како на вас, така и на останатите други членови на вашата хуманитарна организација. Тај веќе поканим и следниот пат да видите и вие кај нас. Благодарам.